Итар Пео го излажал владиката. Еден ден, дедо Владика дошол во селото на Итар Пео. Владиката ги прашал селаните како живеат со турците, да не им создаваат маки, да не прават зулум, да не им прават бели. Тогаш селскиот кмет му рекол: да ти кажам, дедо Владика, од турците ние и имаме и немаме некоја пакост, ама од нашиот Итар Пео многу зулум си имаме. Што прави тој? Ич не слуша. Ај викнете го Пео, рекол кметот. Јас да го посоветувам да не прави глупости во селово. И ќе видите дека ќе се поправи. Тогаш луѓето го викнале Пеја да дојде кај владиката. Пео, му рекол тој, слушам дека ти никого не слушаш во селово. Ниту попот, ниту некој друг. И оти си се правел големџија. Абре, дедо Владика, ич не ги слушај другите што зборуваат, зашто сите лажат. Еве помини низ кое сакаш село, ако и тебе не те излажат, јас веднаш ке заминам од селово. Ке видиш оти и попови, и кметови, сите лажат. Туку јас да те прашам нешто, во кое село си тргнал да одиш? Имам една работа да завршам во Филјан село. Ке дојдам и јас со тебе да одиме заедно таму. Добро, Пео, рекол владиката. Пред да се стемни, Пео го подготвил конјот, го качил владиката на него и го потерал во селото во кое тргнале. Само што излегле од селото, некој девојче викнало: дедо Владика, дедо Владика! Застани бре Пео, некој девојче вика, да видиме што има да каже. Тогаш тие се доближиле до девојчето. Знаеш ли што, дедо Владика? Што бре дете? Мајка ми турила една погача да пече и рече да ти ја дадам за попат, да не ти се пријаде. Пео, рекол владиката, да почекаме уште малку. Рано е уште, ке стигнеме. Ај добро да почекаме, рекол Пео. Тогаш владиката се симнал од конјот. Додека конјот си пасел, владиката и Пео си правеле муабет и го чекале девојчето да ја донесе погачата. Но ни трага, ни глас, ниту од девојчето, ниту од погачата. Ајде, Пео, оди да види што стана со погачата. Ако уште не е готова, да си тргнеме. Отишол Пео, викнал на цел глас и девојчето излегло. Абре, што стана со погачата? Нели рече брзо ќе ја биде? Не бре, чичко Пео, рекло девојчето. Квачката ни квачеше јајца и сакав да го залажам владиката зашто немаме црни кокошки, па пиленцата да ни бидат црни. Ние затоа ве излажавме, а погача немаме. Нека не чека владиката повеќе. Слушна ли дедо Владика што кажа девојчето? Слушнав. Сега гледаш ли луѓево како лажат? Дете па ќе те излаже, а не сме поминале ни половина пат до селото. Тогаш владиката му рече: навистина, Пео, имаш право. Од сега натаму прави што сакаш. Ако некој се пожали на тебе, јас нема да му верувам. Ај сега терај да одиме кон селото. Кога се доближиле до селото, Пео рекол: дедо Владика, сега кај кого ќе одиме? Кај попот. Ај ти одмори се малку, а конјот додека попасе, јас ќе одам да му кажам на попот дека доаѓа владиката. Добро, Пео, оди и кажи му дека доаѓам. Кога ќе се вратиш, ќе одиме заедно. Отишол Пео кај попот и му рекол: Попе, дедото Владика вечер ќе дојде кај тебе на гости. Тој е во селото, сега ќе го донесам, па ќе ти дојдеме заедно. Бива, рекол попот. Се вратил Пео. Го спотерал владиката, ама Пео му сковал план на владиката. Дедо Владика, знаеш ли што треба да ти напомнам? Што? На попот, татко му е малку глув и не слуша убаво. Кога ќе сакаш со него да си поприкажеш, ќе подвикнеш малку, зашто не му се слуша добро. Добро што ми кажа Пео, да си знам. Само што стигнале, ги пречекал попот, а владиката уште од вратата, мислејќи дека на човекот не му се слуша, фатил да вика: Добро вечер, старче! Добро вечер! Добро вечер, дедо Владика, добро ни дојде. Итар Пео и на попот му кажал: Попе, на владиката не му се слуша добро, па подвикнувај малку. Така,
Итар Пео ги направил и двајцата глуви. И татко му на попот и владиката, па затоа и двајцата викале. И така цела вечер, се што си раскажувале си збореле на цел глас и цело село ги слушало. Едно време, владиката го прашал татко му на попот. А од кога тебе вака не ти се слуша? Дедо владика, мене ми се слуша. Арно, ама Пео ми кажа дека тебе не ти се слушало, па јас затоа викам. Аман бре, па мене ми кажа дека на тебе не ти се слушало, па јас цела вечер викам за да ме чуеш. И така цела вечер си се изнавикале, и попот и владиката.